Добар ден, почитувани наши слушатели и гледачи на ТВ каналот Откритија Discoveries, парадигма на новото време. Со мене Силвана Павловска и Ана Бобинкова-Мијаковска. Добро вечер. Меѓународниот ден на жената е светски празник што се одбележува секоја година на 8 март. Тоа е мощно значителен ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална равноправност со мажите. На тој ден во 1875 година се одржа протестот на текстилните работнички во Њу Јорк со барање за поголеми права. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави. Во 1910 година под закрила на Втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неа е одлучено да се прославува во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. На 8 март 1913 година жените низ Европа одржуваат мировни собири. Сепак во ниту една западна земја 8 март не е прогласен за државен празник. Со одлука на Обединетите нации од 1975 година, 8 март беше прогласен за Меѓународен ден на жената, а 2 години подоцна Генералното собрание на Обединетите нации ги повика земите членки да го прогласат 8 март за официјален празник на светската организација посветен на правата на жените и светскиот мир. Еден од позначајните документи што се однесува на правата на жената е Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации во 1979 година. Оваа конвенција е позната како женски закон. Малку каузи за кои се залагаат Обединетите нации предизвикале толку интензивна и распространета поддршка колку кампањата за промовирање и заштита на еднаквите права на жените. Повелбата на Обединетите нации истакнато ги потврди еднаквите права на мажите и жените. Од тогаш Обединетите нации помогна да се изгради структура на меѓународно договорени стратегии, стандарди, програми и цели за да се унапреди статусот на жените низ целиот свет. Истакнуваат од Обединетите нации во врска со Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените и нејзиниот факултативен протокол. Камен темелникот на таа структура е Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации, како што рековме, во далечна 1979 година. Често опишувана како меѓународен закон за правата на жените, оваа конвенција го дефинира значењето на дискриминацијата врз жените и утврдува правни обврски за земите членки да стават крај на таа дискриминација. На 6 март 2003 година приближно 170 земји станаа членки на конвенцијата, обврзувајќи се со тоа да ја остварат еднаквоста меѓу мажите и жените преку обезбедување на еднакви можности на сите полиња: политичкото, граѓанското, економското, социјалното или културното, како и во семејниот живот. Тие земји исто така се обврзаат да известуваат до Комитетот за елиминација на дискриминацијата врз жените за превземање чекори за исполнување на своите обврски. 10 декември 1999 година, последниот ден на човековите права од 20-тиот век, исто така имаше особена важност за сите кои што работат на унапредување на уживањето на човековите права од страна на жените. На тој ден факултативниот протокол кон конвенцијата беше отворен за подпишување, ратификација и пристапување од страна на земјите што веќе беа членки на конвенцијата. Во земјите што се членки на протоколот, жените чии што права биле нарушени и кои што ги исцрпеле националните правни лекови, можат да бараат обештетување од независно меѓународно тело.
Комитет за елиминација на дискриминацијата врз жените. Со протоколот исто така се овластува комитетот по собствено наоѓање да истражува тешки или систематски повреди на одредбите од конвенцијата. Човековите права на жените и девојчињата се неотугив, составен и неразделив дел од универзалните човекови права. Еднаквото учество на жените во политичкиот, граѓанскиот, економскиот, социјалниот и културниот живот на национално, регионално и меѓународно ниво и искоренувањето на сите форми на дискриминација врз основа на пол се приоритетни цели на меѓународната заедница. Всушност се посочува и во Виенската декларација и програма за акција во врска со конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените. Во конвенцијата се нагласува дека е потребно надминување на идејата за стереотипни улоги на мажите и жените и изменување на општествените и културните шаблони на мажите и жените заради елиминирање на практиките засновани врз идејата за стереотипизација на половната улога или за инфериорноста или супериорноста на кој било од половите. Мощен значаен документ во рамки на Советот на Европа е и Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство, популарно нарекувана Истанбулската конвенција, која содржи досега најсеопфатни законски решенија и политики за заштита од насилство врз жените. Македонија ја потпиша конвенцијата и ја ратикуваше оваа конвенција, пишува МВ на порталот Академик. Многу друго имаме да кажеме околу темата 8 март, на кој се прославува тој светол ден, по моето мислење, и ќе продолжиме со други вести, тоест како пишуваат другите портали. Во меѓувреме, да се обратиме до Ана и да видиме кој е вашето гледиште, Ана, во врска со вчерашниот денот 8 март, посветен на жената. Благодарам. 8 март е еден празник кој што е востановен како резултат на извојување на успешна борба на жената во заштита на своите права. Се појавува во историски даден момент кога жената, освен во своето домашно угниште, требала да се оствари како вредна, стручна во многу други области, меѓутоа каде што ги немала истите права како и машкиот пол. И на тој начин тоа се смета за една придобивка во тој правец, каде што во современото живење полека доаѓа до се поголема еманципација на жената и до заштита на низините пред се и работнички права, бидејќи на тоа на ниво или во областа на трудот, таа се покажува како рамноправна, тоа е всушност и заложбата на тие женски или на таа женско движење пред еден век. За да сега го имаме тој меѓународен ден на жената, 8 март, и тоа е за секоја почит. Кај нас во Македонија, конкретно па и пошироко, можеме да зборуваме од нашите простори, овој празник има традиција на достоинствено празнување, чествување и искажување на тој ден на почит спрема жената, тоа и на општествено рамниште, меѓутоа и на приватно, на семејно. Веќе долга традиција има и јас тоа го гледам како многу позитивно во тој поглед, кога станува збор за значењето на овој празник. Меѓутоа, ако се погледне од друга страна и во праксата, во секојдневниот живот,
проблемите со кои што повторно нели може да кажеме дека жената се соочува, меѓутоа не само како индивидуа од женски пол, туку и пошироко во општеството како еден столб на семејството и од многу аспекти во тие релации во кои што таа треба нели да ги ужива тие своји човекови права како на жена, исто така и на работното место, гледаме дека тоа не е баш, мислам, уште поголеми се кршењата на тие права, за жал во ова време. И вчерашниот ден, еве јас лично ќе кажам дека го поминав во едни обврски што морав да ги завршам тој ден, меѓутоа во комуникација со неколку луѓе во таа прилика констатиравме дека го нема тоа чувство, значи тоа едно изворно чувство на топлина, на празнување, па и во однос на жената и така, луѓето не се чувствуваат на тој начин исполнети внатрешно, за да може да го пренесат тоа или да го честитат празникот на жената, затоа што веќе постои некоја подлабока ерозија во самото општество, на самите тие вредности, во однос на самото почитување на сите тие најосновни елементарни, па и правата, човекови права, па и правата на жената. И мислам дека, освен што гледавме вчера дека луѓе носат и цвеќиња, се продава, подароци, по улиците имаше многу што продава така цвеќиња, убаво аранжирани, запакувани, се носеше, нели, таа атмосфера е видлива, меѓутоа во суштина многу едноставно во срцето не се манифестира тоа чувство на некоја сатисфакција, на некоја исполнетост, на некоја задоволство, дури кај самата жена. И сметам дека и во Македонија, меѓутоа и во светот, повеќето од оние самосовесни или припаднички на понижниот пол жените се одлучуваат на овој ден повторно да излезат на некој протест, на некоја манифестација, која што повторно ќе го стави во средиштето кршењето, односно барањето да се почитуваат или да се унапредуваат повторно некои права кои што едноставно не се успева до крај да се испочитуваат и да ги уживаат жените во општеството. Ете, тоа е мојот впечаток. Инаку, индивидуално и на семејно ниво, секој си онака како чувствува, сето тоа е присутно и така и треба да биде во семејството. Еве, јас, например, од мојот син Александар добив 3 подароци, меѓу кои ова честитка. Тоа е рачно правена од нив во училиште и тука со една посвета, многу убава песна. Беше многу радосен што ете од училиште ме чекале со татко му, со мојот сопруг. Меѓутоа јас морав да ги завршам обврските, така што и задоцнив, значи малку се поремети тоа и така, меѓутоа ете, сакам да речам, постојат многу причини жената воопшто, меѓутоа и македонската жена, да ги повторно да ги превзема некои нешта во сопствените раце или жените сите ние заедно организирано, зашто постојат и кај нас веќе не само почетоци, туку веќе и активно делување подолго време, зашто можам и понатаму да кажам. Според Денар Медија, рамноправноста се уште е само декларативна, велат тие.
велат дека негирањето на женските права, дискриминација и насилство се дел од работите со кои денес се уште се соочуваат жените. Тие го слават 8 март како ден на борба за економска, политичка и социјална равноправност со мажите, но во пракса бројките се поразителни и го покажуваат спротивното, велат тие. Денес се уште е мал бројот на жени на раководни функции, а тие не се и правично застапени во структурите за донесување на одлуки. Дополнително, се уште постои јаз врз платите меѓу мажите и жените, односно за иста работа жените се помалку платени од мажите. Само да додадам овде дека истата состојба е и во Австралија, што е навистина многу интересно, затоа што доста ветувања се даваат, меѓутоа разликата е огромна, не само што не се добро застапени во државните институции, на некои раководни места, а на туку и нивната плата помала, иако ги вршат истите функции и должности како мажот што ги врши. Да продолжам сега со ова вест од Денар порталот. Дополнително, вели, се уште постои јаз во платите меѓу мажите. Жените се уште ретко се одлучуваат и да почнат бизнис и најчесто тоа го прават од потреба. Така бројот на жени предприемачи е помал и најчесто ги има во услужните дејности. И тука е исто, и овде во Австралија исто. Застапени се во микро и малите предпријатија кои имаат мал обрт и профит. Причината за тоа е неможноста да се направи баланс меѓу професионалниот и приватниот живот и социјалната структура на државата, односно немањето доволно услови за социјална грижа за децата и старите лица. Од друга страна, и менталитетот во Македонија е се уште таков, што мажите, за жал, само припомагаат во домашните обврски, а не се грижат заедно со жените за семејството, вели Денар порталот. Денар медија продолжува и пишува: од друга страна, статистичките податоци покажуваат дека жените се повеќе факултетски образовани од мажите. Така, се повеќе жени се запишуваат на факултет и на втори, трет циклус студии. Главно ги има на општествените, хуманистичките и медицинските науки, за разлика од мажите кои повеќе преферираат да се запишуваат на техничко-технолошките науки. Слична е ситуацијата и во средно образование, односно женските деца повеќе сакаат да се запишуваат во гимназија, а машките во стручните училишта. И покрај тоа што бројките за односот на мажите и жените во општеството не бележи некои драстични промени, сепак вчера жените беа во центарот на вниманието. И затоа и ја посветуваме оваа тема денеска. Зборуваме за жената, за 8 март, за незините права, до колку се тие признати, доколку она што е запишано во разните договори во текот на времето всушност се спроведува. Тоа беше нашата втора вест. Дали имате да коментирате нешто во врска со ова што го пишува Денар порталот? Ана? Па јас само би додала дека како што нели во минатото жените се избориле и сега резултат е овој празник, тие некои заштитени права на жената што ги има во општеството, така и во наше во сегашно време останува ние во овие услови во сегашноста, произлезено од потребите на ова време и во општеството во кое живееме и во времето во кое живееме, да ги актуализираме секогаш повторно проблемите и повторно да го ставиме на дневен ред заштитата на тие права и на кои права всушност во сегашно време и начинот на кој што можеме тоа да го остваруваме, за да предизвикаме
и поголема заштита, меѓутоа и промена на тие услови кои што едноставно ги загрозуваат конкретно жените, меѓутоа гледано пошироко, тоа се одразува на целото општество, значи на семејствата. И јас од тој аспект би кажала дека денеска ние имаме уште поголема потреба, односно мисија која што треба да биде наша во овој момент, можам да кажам, и на македонските жени, на македонската жена во нашето општество, се разбира и воопшто на жената во светот, затоа што има појави кои што се спротивни, значи против природни, воопшто на природата на човекот како таков, меѓутоа тука и на самата жена, односно проблемот што е многу актуелен, што е дел од една агенда што се спроведува низ целото човештво, сите знаеме, околу промената, нели, на дискутабилна и на недозволена и ненаучен пристап, да кажеме, или агенда која што наметнува едноставно органско изменување на самата структура на човекот, на неговата природа, со интервенција, со помош, нели, и на технологија и на други недозволени начини, на кои што ќе се смени неговиот човечки вид, што веќе нема да биде тој човек, а уште повеќе што сето тоа започнува од едно многу сензитивно, значи ниво, каде што веќе се задира во природата на женскиот и на машкиот пол, како такви, и се создаваат, нели, нови, според тие носители на таквите нехумани, антихумани агенди, нови родови, нови полови, трансджендери и така натаму, што за жал е под превезот на некои меѓународни конвенции, како што е ЮНА, што ја спомнавте пред малку, Истанбулската конвенција, која што е наводно така е, нели, тоа презентирано и се содржи дека е против насилството врз жената, сите форми, меѓутоа тоа е едно покритие за под тој превез да се превземаат други активности, значи што не се ниту малку бенигни, ниту позитивни, туку како начин како да се делува токму во таа деградација, односно изменување, интервенирање во природата на човекот и на секоја личност, што е голем проблем, значи не е од сега, ова се веќе можеби една деценија наназад и повеќе децении, меѓутоа засилено како ова агенда се спроведува и сега се повеќе и повеќе се, нели, се наметнува фактички дури преку образовните програми. Гледаме ние дека и во Македонија преку тоа сеопфатно сексуално образование, тоа се прави во други држави. Државите се спротивставуваат, значи има и од држави во Европската унија кои што се, нели, категорично против ова, превземаат чекори и сметаме дека на крај ќе успееме сето тоа, нели, да го спориме, да го отфрлиме, меѓутоа битно е да јавноста да биде информирана. И сега во однос на самата таа, нели, кои се опасностите од таа Истанбулска конвенција, точно преку која, нели, на некој начин може да се спроведуваат овие антихумани агенди спрема или насочени против човештвото, против секој човек и жена и од женски и од машки пол. Пред колку има денови, значи на 6 март се одржа еден вебинар
кој што е во соработка, значи во организација на Коалицијата за заштита на децата од Македонија, во која членуваат повеќе издруженија и поединци и политички субјекти, кои што едноставно се со истата заложба да се спротистават на овие процеси кои што кажавме. Да. И партнерот на оваа коалиција од Србија, која што носи име Коалиција за природно семејство. Да. Тој на говорник на тој вебинар, односно како едно предавање издржа на српски истакнат политички филозоф, доктор Миша Ѓурковиќ, кој е директор на Институтот за европски студии во Белград, автор на повеќе од 16 книги, збирки на статии, гостин предавач на неколку странски универзитети, на кое што се пријавија за учество, за присуство и дел од овие членки кои што се на самите коалиции и поединци кои што сакаат да бидат дел. И тој вебинар е веќе објавен на YouTube, носи име Истанбулската конвенција, импликации и последици. Може да го погледнат гледачите, но интересно е што кога ќе отидете на тој линк кој што е споделен, има и страница оваа Коалиција за заштита на децата на Facebook исто така, но и на имаат веб страна. Кога ќе се отиде на тој линк, најпрво има едно предупредување дека тоа видео има осетлива, содржина тоа го прави цензурата од YouTube. Меѓутоа, сепак ќе се може да се кликне на тоа и ќе се отвори видеото и можат поподробно да се запознаат со самата содржина и со таа манипулација што се прави преку овој, меѓутоа преку многу такви документи што изгледаат дека се ставаат во заштита на човекот, во овој случај на жените, да се спасат од семејно насилство или било какво друго насилство на работа и така, а под тоа оди нешто друго и за тоа може и во друга некоја прилика ќе кажеме, зашто е монструозно, значи монструозно и треба внимателно секој да приоѓа токму кога ќе станува збор за овие теми и прашања, да се види да може би не стои за тоа нешто уште поопасно, кој што ние би го едноставно не знаејќи, не информирани доволно, да го прифатиме и потоа да имаме многу проблеми. Добро е ако луѓето се консултираат со некој друг од нивното семејство или со нивни пријатели или колеги, ги разменат тие информации, за да можат да утврдат дали вистина тоа е во корист или не, затоа што ние сме сите се изложени на дезинформации, на лаги, на невистини, од сите сфери, во сите сфери во животот, посебно кога се работи за семејните вредности, за правата на жената, за правата на децата, за човековите права општо. Така да, знам, јас не морам, туку сакам и треба да се консултирам со луѓе, за што да не сватам нешто погрешно, некој да не ми ја полни главата со информации кои всушност не се во наша корист, нели? Да мораме да бидеме свесни и разбудени. Професорката Викторија Еленова, професор по италијански јазик на Универзитетот на Југоисточна Европа, напиша една колумна вчера, пред 19 часа, нема ни еден дел, со наслов Полова рамноправност или родова еднаквост. Што славиме денес? Прашање, значи, Викторија Еленова, професор, и таа во незината колумна, што јас се обидувам сега да отворам на мобилниот, вели, во последнава низа години многу често се слуша изразот родова еднаквост. При тоа, всушност, повикувајќи се на еднаквост помеѓу мажите и жените, односно мислејќи на полова рамноправност, во наводници. Така и деновиве, поврзано со денешниот празник, се вели
или се пишува за 8 март, денот кога жените извојувале родова еднаквост. Манипулирањето со јазичните термини не е случајност, вели таја, туку представува смислена цел на родовите теоретичари, заговорници на нови трендови или конспирации во заграда напишала, кои безобразно им пркосат на поимите семејство, традиција, религија. Овие конспирации траат со години и се наметнуваат со силна агресија, финансирани се од центри на моќ, најчесто пропагирани од невладини организации, кои располагаат со огромни буџети. Истите, кога ќе се најдат поразени во своите факти, знаат своите интелектуални противници да ги наречат фашизоидни делувачи. Поимот пол, или во заграда ставила професорката Сесо, S-E-2-S-O, како и полова рамноправност, или на латински парита, тра и сеси, подразбира еднаквост на жените и мажите во економска, во политичка и во социјална смисла. Половата рамноправност подразбира меѓусебно надополнување, комплементарност на мажот и жената, како и почитување на достоинството, кое произлегува од разликите помеѓу нив. Поимот род или генере, како и родова еднаквост, во наводници, угуагли анзади генере, подразбира теорија, која не идентификува два биолошки пола, туку разликува родови или трансродови групи. Моje мислење е дека овде се манипулира дури со некои припадници на ЛГБТ групата, биејќи на сите се во конфликт со својот биолошки пол. Родовата идеологија застапува теза според која единката се раѓа како човек, не како машко или женско, за потоа во зависност од околината, воспитувањето, улогата, чувствата и желбата да може да се дефинира како маж или жена. Кај овие единки постои чувство на, во наводници, заробеност во погрешно тело. Без да продолжувам, бидејќи темава е горлива и широка, сакам само да обрнам внимание на денешниот цветен и нежен ден. Што всушност жените слават денеска? Дали борбата на Клара Цеткин и на Роза Луксембург била за еднаквост помеѓу родовите или за рамноправност помеѓу двата пола? За жал, културата на послушност ја надвладува културата на индивидуална слобода и на индивидуален израз. Но да се надеваме дека ќе доживееме равнотежа, со која се и секој ќе се врати на своето место. Среќен празник на сите вистински жени според пол, пишува Викторија Еленова, професор на италијански јазик на Универзитетот на Југоисточна Европа. Нели баш прекрасно напишано и образложено и дефинирано да нема никакви сомневања во тоа. Точно, да. И како се манипулира јазикот. Так. Од самите тие членови што се на ЛГТБ, како ги викаат, да. Ана, ако имате нешто да додадете во врска со тоа, слободно. Па, ова колку е нели така и почнавме, дека треба не само формалистички да се приоѓа или така да се гледа црно-бело работите и нешто сега ќе правиме за напредување, туку треба од содржински аспект, од суштински да се погледне и оваа проблематика. Значи, ние живееме во современ свет каде што веќе жената конкретно е докажана во многу полење области.
Меѓутоа, само ако се остане на тоа ниво да се изедначи во се, нели, со мажот, со спротивниот пол и така натаму, тоа е исто така сепаратно, едно недоволно површно гледање и дали воопшто треба жената да се изедначува во се со мажот, затоа што и биолошки и во психолошки, значи, постојат разлики кои жената ја прават жена, а мажот маж, и кои што може да бидат точно позитивна дискриминација да постои, за да се знае што е суштината и улогата на жената, а што суштината и улогата на мажот во семејството, да речеме пред се, но и во општеството и се разбира и во секоја област. Значи, од овој аспект, кога ќе ги погледнеме работите, моето мислење, но и моето чувство, бидејќи јас сум жена и сум мајка, благодарение на Бога што станав мајка и сопруга, гледам дека улогата на жената, на мајката, сопругата во семејството е една клучна, стожерна улога што ја имала жената, македонската жена и не само македонската, и жените во општества каде што биле столб на огништето пред се, стожерот, но и на семејството, каде што тие биле првите воспитувачи на своите деца, поколенијата, каде што се стекнувале основните вредности кои што за секогаш ќе ја обележат таа индивидуа, таа личност во текот, нели, на нејзиното физичко постоење во овој свет и се што таа ќе може да направи, да придонеси, да го напреди општеството и живењето воопшто. Да. Значи, надвор од тие формализми и она како е уредено во формалното образование, што сега е само образование, значи воспитанието е ставено не само на второ скалело, туку на некое долно или воопшто го нема, во некои рамки и системи на тоа формално образование. И гледаме дека училиштата или образовниот процес служи само за внесување на содржини, на информации, па дури и вакви неприфатливи, со цел да добијат, нели, оправданост, валидност, да бидат применети секаде каде што е тоа и дискутабилно. И тука ја гледам улогата на мајката, на жената, значи уште што се вели, ете, јас сум заедно со мојот сопруг Христо Мијаковски, сме коавтори на едно дело улогата на преднаталниот период во развојот на личноста, значи тоа се базира и на наши стручни и творечки истражувања, значи не е тоа туку така дојдено до тоа дело, во кое што дури од преднаталниот, значи и од пред зачнувањето на самата нова личност има начини, релации, вредности кои што самите тие родители, значи мажот и жената што се одлучиле да основаат семејство или заедница, да имаат свое потомство, што е важно и како е важно тие да се подготват и што ќе биде вградено во личноста, значи во гените на самата таа личност, која што, нели, понатаму ќе биде дел и ќе ги носи сите процеси во општеството. Значи, а не пак од кога ќе се роди, значи што треба тоа да прими како воспитание, како образование, а тоа најпрво во домот и најпрво најнепосредувана релација има најпрво од мајката, затоа што таа го носи, значи во своето тело. Тука му се вградуваат тие првични чувства, сето она што го прима, нели, преку неа, па се разбира потоа и таткото, меѓутоа сакав да кажам колку е важна улогата на мајката, на жената од тој аспект,
за да имаме здрави поколенија, за да не може утре некоја си програма проблематична што нема врска со суштината, да наметнува на таа личност формирана, значи детето е формирана веќе личност, само понатаму се развива, се надоградува, да и наметнува нешто што не е подкрепено со ништо. Значи за ова само сакам да не мислам да е поскратено одговорот мој, за овој начин за родовите, нели, специфики, повеќе родови што се создаваат, нели, со овие новите концепции што се навистина монструозни. Во основата на сето тоа стои, значи, еден синдром, појава е таа, која што е објаснета во науката, значи во медицината, во психологијата, и носи наслов родова дисфорија. Значи, тоа значи дека постои некое пореметување во самата индивидуа, значи на тоа и органско и психолошко ниво, каде што личноста не се чувствува лагодно во својата психологија, како жена, например, ако е жена, или како маж, ако е маж, и постои некоја такво, го објаснува, значи науката, како колебање, кое што до пред 3 години, мислам до 2019, значи тоа се веќе 4 години, е третирано како медицинска диагноза, која што треба да се третира, да се помогне на таа индивидуа, за да може, нели, понатаму да се врати и да функционира нормално, онаква каква што е создадена. Значи, ако е маж, машки род и пол, ако е жена, женски пол и род. И да нема тука никаква дилема. Меѓутоа, во 2019 година, од Светската здравствена организација, таа диагноза е тргната. Значи, не постои како диагноза и е врата која што ги отвора сите овие, па како да кажам, значи тоа е нездраво, не само што е нездраво, тоа е навистина ненормално, воопшто неприфатливо за некој да, кога ќе се наметнува, па дури низ образовни програми, да создава, нели, да им го мати умот на луѓето, да мислат дека се нешто друго, а не тоа што се. Значи, тоа е стварно абнормално нешто. Тоа треба да се санкционира. И, значи, сето тоа не се објаснува на овој начин, дури тој што, нели, се чувствува, ако е жена, демек се чувствува дека е маж, веднаш се добива инструкции, нели, му се препорачува од тие такви нивни психолози или лица кои што се бават со таа проблематика, демек специализирале во таа област понапредно нешто, дури да си го променат и полот. Меѓутоа, во таа диагноза стои дека тоа не е трајно чувство, дека тоа преоѓа од едно во друго и дека не значи дека по 2 месеци или месец дена или по 5 дена тој нема пак да се чувствува како предходниот, нели, како ако е жена, како жена. Значи, тоа е чувство, не е поврзано со некоја друга, како да речам, органска болест, што мора, а го нагонува да го менува, значи, неговата органска подлога, значи, и после не може да се врати назад. Значи, ако веќе се почувствува, веќе е направена штетата, веќе во светот има луѓе што се едноставно се освестуваат од таа небулоза, значи од тоа перење на мозокот, и сакаат да се вратат во предходната состојба, но исто е проблематично, затоа што сето тоа е направена таква штета на организмот. Тие имаат примано хормонски терапии, значи со години како да се изменат тие секундарни, да речеме, карактеристики или психологијата на самијата индивидуа,
што е тоа посттравматско живење, значи тоа веќе не може ни да се врати во нормала, тоа не го објаснува никој. Значи, место да се лечи и спречи, тие промовираат некои вакви програми што се стварно воопшто не треба да стане збор дека се штетни и дека треба да се исфрлат од секаде. Сега проблемот е што овие невладени и разни организации што имаат пари, што со пари сакаат да направат големо зло, значи тука е проблемот како луѓето да сватат поврзаноста, дека не може тоа едноставно ништо, дека не е во нивен прилог нешто да се прави или да изгледа дека е добро, да знаат дека од тој пат нема враќање. И затоа ја гледам улогата на жената, на македонската жена, во наши услови, значи на тој пат да ги одвраќа своите деца, најпрво во своето семејство, деца, внуци, познаници, пријатели и така натаму. И таа свест можам да кажам дека кај жените во Македонија па беше на завидно ниво и се уште е, меѓутоа еве ние пред 5 години кога се направија и овие задирања во правата, да речеме на највисоко државно национално ниво или во државата, жени мајки бранителки, значи луѓе од народот, жени, излеговме, меѓу нив сме и јас и вие, после ќе кажеме и за таа организација на жени, кои што под тој назив, имаме и на 6 октомври 2017 година е отворена и таа група на Facebook за да може да се поврзуваме, да се организираме, каде што и во описот на групата стои едно многу подлабоко размислување за состојбите и како може жената и каде може да делува онаква каква што е, и дека треба да продолжи таква каква што е, да ги всадува во своите поколенија најважните вредности, значи најважните чинители кои што ќе овозможат да немаме вакви како да речам, индивидуи што не размислуваат, значи со собствената глава што ја имаат, со собствените ресурси, туку некој му наметнува нешто и тој час поскоро сака да го проба тоа, дека е нешто, не знам на кој начин тоа, значи тоа е нашата мисија, пред се во ова време да можеме на тој начин, а и на општествено рамниште се покажа дека жените беа во првите редови кога се бранат вредности и права што се ништат на истиот овој насилнички начин. Значи тој преовладува секаде. Дали за општествена политичка сфера, дали во овие семејни, како да кажеме, области и вредностите каде што се, значи тој начин што ни се наметнува е тој што е проблематичен. И ние мораме да бидеме достојни на својата природа, на својот род и како жени, како мајки, меѓутоа и бранителки, затоа што и во историјата се покажало, ќе земеле и пушка, и ако треба и на друг начин, меѓутоа не за да се изедначи формално со мажот, туку за да го заштити својот дом, значи својата држава, својата земја, своето огниште. Значи, тука е разликата. Тие не облекувале или се правеле, како да кажам, во костуми или во не знам што, од причина што се чувствуваат како мажи. Туку затоа што морале во даден момент да превземат нешто, затоа што нема да не биде ако допуштиме некој, нели без отпор, да си направи, да си го узурпира сето она што нам не припаѓа, како што и сега се случува. Да. Ана, да спомнеме дека Елизабета Чингарова Матевска, која што е член на Председателството на Родина Македонија, пред неколку часа во незината колумна, која што излезе на порталот на Родина Македонија на Facebook,
Вели вака, нашата неисцрпна енергија, љубов, заложби, решителност, ја црпиме од нашето славно минато, од генот, воспитувањето, традицијата од нашите мајки, баби, прабаби, од прамајката Ма, кои се олицетворение на нашата богата и бурна историја на големите жени македонски воинки. Ангелина и потоа продолжува и спомнува истакнати македонки кои што допринеле на ова поле и ја спомнува Ангелина Маркус, македонската на икона, мајка над мајките, водителка и инспирација, која ни покажа како лавовски со знаење, збор, со перо и дело, со огромна неисцрпна љубов и родолюбие треба да се бори за својата родина Македонија, пишува Елизабета Чингова Матерска. Таа исто така спомнува и други жени, меѓу кои жени од минатото, наши жени, македонки, Олимпија, жена од македонската антика, мајката на Александар Македонски. Таа била незината борбеност, иако засенета поради популарноста на синот и сопругот Филип, била надалеку позната, за да ја заштити сопругата на Александар, Роксана и незиниот внук. Таа води неправедна борба со многуте непријателски настроени генерали, со цела незина силна, авторативна борбеност. Мајката на Александар Македонски, Олимпија. Потоа имаме Василиса Клеопатра, или позната во светот како Клеопатра, била припадничка на Птоломејската династија која владеела со стариот Египет. Таа е наследничка на еден од генералите на Александар Македонски. Птоломеј која превзел контролата врз Египет после неговата смрт. Македонската жена влегува во првите редови на христијанството, како символ на отпорот против Римската империја и римското робство. Македонката Лидија била првата жена која го прифатила христијанството не само во Македонија, туку на Балканот и во Европа. Преку христијанската религија таа станува столб на семејството и вековен чувар на традициите и културата на македонскиот јазик. Потоа Елизабета Чигарова, се извинувам, Матерска, војводката Румена, Сирма војвода, вели македонските жени им се придружуваат на своите сопрузи и браќа за време на Илинденското востание и се спротивставуваат на турските трупи, пишуваат странските весници. Вестите дека жените се борат на бојното поле доаѓаат до ушите на дипломатите кои смртно се загрижени поради тоа. Тие имаат чувство дека во Македонија целата популација се приклучила на востанието, па дури и жените. Ние имаме само една Јованка Орлеанка. Немаме само една Јованка Орлеанка, туку десетици. Многу ситно е пишувано, така да се трудам да го прочитам точно. Борбата и слободата, пишува, не ја напушта македонската жена ни за време на Втората светска војна. Уште на почетокот на војната во 1941 година и потоа македонките масовно работеле на обезбедување облека и храна, и легални засолништа, извршувале куриска и известителна служба и слично. Меѓу првите 100 борци на НОБ биле 11 жени. Во воени единици некои од нив извршувале должности на политички комесари и членови на највисоките партиски воени раководства. На првото заседание на АСНОМ, 2 август 1944 година, меѓу 122 делегати учествували 6 жени.
со декларацијата за основните права на граѓанинот на Демократска Федеративна Македонија била озаконета и рамноправноста на жените во новата држава. Официјално признато учество во НОБ имаат вкупно 5752 жени. Од нив околу 300 загинале, 7 биле прогласени за народни херои, а 141 жена се носители на партизанска споменица 1941 година. И многу други имиња се спомнати на порталот на Родина. Ако сакате, можете слободно да го посетите тој портал и да го читате целиот текст на господјата член на председателството на политичката партија Родина во Македонија. Да, така да жена игра клучна улога, како што вие рековте предходно, во сите аспекти на животот на македонскиот народ. Не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Да, во оваа прилика сакам да ја поздравим Елизабета Чингарова Матевска, која што е една од жените, мајки, бранителки, родолюбки во првите редови заедно со нас. И низ изминатите неколку години, значи секојдневно присутна, може да се види по многу видеозаписи директно од местото пред собрание, каде што како жени, мислам сите ние како жени дел од тој заеднички македонски отпор, па имаше разни форми, движење македонска природба, македонски народно-ослободителен фронт, жени, мајки, бранителки и така натаму, делувавме токму на сите раништа во заштита на нашите и човекови и државни права и се разбира како жени активистки и понатаму, еве да спомнам дека минатата година на 26 мај 2022 година се одржа иницијативен одбор поради потребата нели за уште поорганизирано делување на жените кои што имаат сосема еден специфичен поинаков пристап, што е многу повисок и похуман од овој досегашен што го живееме, да се оформи организација Жени, мајки, родолюбки на Македонија, за која што понатаму, а по претходна побарана и добиена согласност од ќерката на нашата жена, мајка, бранителка Ангелина Маркус, која што за жал почина минатата година, добивме согласност да таа организација го носи името Ангелина Маркус. И тоа е во процес нели на до оформување во смисла и да се регистрира како таква организација, каде што ете во тој иницијативен одбор сме многу од жените кои што сме активни повеќе години, меѓу кои сте и вие, и да кажеме на јавноста, вие сте присутни на иницијативниот собир и на повеќе нели состаноци и така, кои што и понатаму ќе ги продолжиме заедничките активности. Можевме во оваа прилика, меѓутоа, бидејќи нели така беше покрајко времето во однос на вчерашниот ден и да имаме ова емисија, во друга прилика ќе имаме за соговорник Елизабета Матевска Чингарова Матевска, која што исто така и члени на организација на македонскиот народ. Значи ние делуваме, ги поврзуваме сите аспекти и области во кои што во дадениот момент делуваме како припадници, представници на македонскиот некорумпиран родолюбен народ, меѓутоа и како нели и како жени, што тоа не може да се одвои, меѓутоа
Пристапот е малку по, не малку, туку суштински поразличен. И ако имаме малку време, сакам само околу тоа да прочитам и самиот опис на таа првична формирана група, значи на неформална, меѓутоа која што делува континуирано, жени, мајки, бранителки. На кој начин или тоа ние сме го поставиле и се уште стоиме на таа основа. Значи, досегашниот патерналистички, милитаристички, машки приоти методи во решавањето на проблемите, наместо да ги решава, ги продлабочува. Наместо да ги згрижува и задржува, ги протерува нашите деца од своите огништа, раздвојувајќи ги од своите семејства, опустошувајќи ја земјата без своите чеда. Дојдено е времето на жените, мајките и бранителки да ги превземеме работите во сопствените раце, да се построиме, да ги збиеме редовите и да го употребиме нашето најмоќно и убоито средство против сите зла и неправди што ни се случуваат и ни се нанесуваат на нашите деца, семејства, родни огништа во нашата татковина, домовина Македонија. Ние, жените, мајките и бранителки, немаме друг избор, освен да ги заштитуваме и браниме нашите деца, нашите родни огништа, нашите семејства со нашата најчиста женска и мајчинска енергија и инстинкт за преживување и опстој и да испратиме пораката од овде, токму од Македонија, од земјата на мајката, преку сите меридијани во целиот свет. Човечкиот живот е дар од Бога. Нашите деца се Божји деца. Човекот е создаден за да ја населува и оплодува, култивира земјата, да создава и да гради, а не да уништува и да прави геноцид. А токму последново насекаде и на голема врата и институционално се спроведува. На милитантниот машки порив и дух никогаш нема да му дојде паметот, разумот, зашто неговата досега најмоќна креација се машините, оружјата, системите, средствата за масовно уништување на човекот и на народите, на Божјите деца, од кои прават насилници, криминалци, терористи, убијци. Доста ни е од таквиот погрешен, неисправен, ѓаволски, нечовечки систем на антицивилизацијски вредности, всушност зла, во основата на сите злосторства против човекот и човештвото, кои за наш пораз се токму сега во врвот од својот подем и го пустошат човештвото и светот и реално се пресликани со посејувањето на семето на злото и на нашето македонско тло во нашата мајка Македонија. Нашата мисија е одбраната на животот, мирот, благосостојбата и сувереноста на секоја рожба, дете, народ и државата, која ги носи и ги гарантира истите основни неприкосновени, неотугиви суверени права и слободи на секој поединец личност, е над и најблагородна и највозвишена од сите други мисии и движења. Значи, до крајот на текстот стои дека името Македонија е добиено по мајката, земјата, големата мајка, а тоа е и Богородица. Не може повеќе да ја сокриваме и да вршиме насилие врз вистината. Ја шириме и пренесуваме светлината за вистината за Македонија, за светоста на животот и на домашното огниште, кое никој нема право да го сквернави, уништува. Ќе застанеме во одбрана и ќе бараме сочувување на нашата држава Македонија, која е една од малкуте земји во светот која ги гарантира и се грижи за правата на сите нејзини жители и припадници на малцинските народи, заедно со македонскиот државотворен народ, чија што матична држава е и единствениот наш дом во светот. Прекрасно. Ете, гледаме дека ова што е пишувано пред 5 години, кое што ние го застапуваме и стоиме цврсто на тие основи, гледаме дека, еве, се случува. Значи, војна имаме,
имаме внесување во устав, промени на устав на се што треба и не треба, што не е ни вистинито, значи спротивно на фактите, значи не може во уставот на Македонија, државата, да се внесе било кој како државотворен, уставотворен народ, што не бил дел од тој процес на уставотворност и државност. Значи, тоа не може едноставно, без оглед каква. Таа е политиката што ја водат овие определби, нели, кои што се спротивни и на вистината, и на природата, и на суштината на човекот и на обстојот, така што имаме долг пат пред нас, меѓутоа нас ни е бистар мозокот и разумот, чисто како луѓе и како жени, мајки, застануваме простум. Значи се знае многу едноставно што ние треба да правиме и што треба да застапуваме, на што треба да се спротивставиме. Ако немаме ништо друго да додадеме, јас би сакала да завршиме емисијата со едно обраќање од Драгана Спасевска. Драгана Спасевска на нашите гледачи и слушатели веројатно им е позната, бидејќи е таа активна во иницијативата или застапник, представник на иницијатива учебници и настава мора да има, како и од Libris Plus, и таа на Facebook имаше објавено следното. Среќен 8 март! Честит празник на сите жени и мајки што живеат под ова небо. Нас не дели различностите по боја, вера, нација. Нас не спојува она што сите сме исти. Борбени жени и мајки. Бидете своји, храбри, посебни. Вредност наша е непроценлива. Нашиот придонес во општеството е бесценен. Затоа ви посакуваме да бидете здрави, сакани, почитувани, сполнети и среќни секој миг и секој ден од вашиот живот. Со почит од Драгана. Ете, наши слушатели, со тоа ја завршуваме денешнава емисија на ТВ каналот Откритија, Discoveries, ново време, нова парадигма, каде што разборуваме за многу прашања кои што се од нашиот живот, и овој пат емисијата посметивме на жената, на нас и на сите жени во Македонија и надвор од Македонија, што се од македонско потекло, а и општо жените во светот. Да ни биде честит денот уште еднаш и да го славиме секој ден до 2024, кога ќе имаме огромна прослава и бидеме во многу пополни состојби отколку што сме сега. Господ Бог е на наша страна. Ние сме таа светлост. Да, честит минатиот сега веќе вчерашен празник, меѓутоа и сето она за кое што ние како представници Драгана ја користам ова прилика да ја поздравам, бидејќи е дел и од оваа коалиција за заштита на децата со својата иницијатива и здружение, и е исто така дел од иницијативниот одбор на организација Жени, мајки, родолюбки на Македонија. Значи, ние здружено на тој начин кој што непоколебливо си продолжуваме и да негуваме традицијата на македонската жена и незината улога воопшто во општеството и во развојот на Македонија, ќе успееме сигурно, само што треба да обстоиме и да се бориме како што и се бориме, транспарентно и со конкретни активности во даден момент кои што се потребни да се превземат, како што и ги превземаме. Еве да спомнам во оваа прилика, само да потсетам, дека организација Жени, мајки, родолюбки на Македонија го достави барањето
за раскинување на штитните два договори, така наречен приспански и бугарски, до Министерството за надворешни работи. Тоа беше некаде пред, може би веќе има и година дена, не знам точно сега датумот кој беше, каде што исто ова, значи, поврзано, работите, жените ги тераат, ги превземаат потребните чекори за она што во тој момент е навистина неопходно. Чи сепак тоа е една осознаена, освестена мисија на македонската жена, мајка и родолюбка, бидејќи нели денешниот ден посветен на тоа, се разбира заедно и со мажите. Меѓутоа, од кои што имаме многу голема поддршка, меѓутоа, навистина, ете, на тој начин сметаме дека и воопшто треба да се делува, а не во едни изолирани, дискутабилни движења или акции, како што се, например, феминизам, како што е ова за родова равноправност, како што е, например, многу срамна формулација, како да кажам, воопшто и не треба да постои таква дејност под наводници, сексуални работнички. Кој е тоа унапредување, со што се унапредува, каков е тој придонес и во што општеството ја гледа едноставно ползата. Мислам, тоа е апсурдно. Тоа треба едноставно полека да се доведе до основата до која што навистина здравата основа ќе може здраво да ги поставува и да ги третира сите проблематики, а не извитоперено и уште повеќе злонамерно. Тоа би било мојот поздрав до сите кои што не следат, особено до жените. Благодариме, Ана, од мене и од вас уште еднаш поздрав и се слушаме следниот четврток со една друга интересна тема. Во меѓувреме, ако сакате да се обратите, можете по имейл, податоци ќе бидат ставени на крајот на видеото, така да ви благодариме за вниманието и се слушаме следниот четврток. До тогаш се најдобро, со Господ напред. Да, со Господ напред, довидување.